Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Првиот од пациентите кои се лекува во странство вчера попладне се врати во Македонија. Инаку претходно 12 пациенти од домашните болници беа пуштени на домашно лекување. А Министерот за здравство информираше дека е влошена состојбата на неколку критични пациенти кои се лекуваат надвор од државата. Денес ни се врати еден пациент од Србија, од Белград, во сосема подобрена општа клиничка состојба и извесен период, неколку часа или можеби до утре, пациентот ќе биде обсервиран на Универзитетската клиника за токсикологија. Во моментот се прават некои клинички исследувања, тој е прегледан, во сосема добра состојба е, со добри клинички параметри. Ќе направиме некои наши исследувања за да бидеме сигурни дека можеме да го пуштиме дома да си оди кај семејството. Секој пациент кој што се враќа во земјата, минимум 24 часа ќе биде следен од клиниката кај што ќе биде триажиран. Конкретно пациентот ќе биде на клиниката за токсикологија, потоа докторите тука и конзилиумот на лекари ќе одлучат како понатамо, дали треба да се испрати во друга клиника, дали треба тука да продолжи со лекување или може да се пушти во домашни услови. Јас се надевам дека идните денови очекуваме и други пациенти да ни се враќаат и посакувам да сите 115 да ни се вратат живи и здрави во Македонија и да продолжат да живеат нормално. Протоколот кој што е подготвен од страна на Министерството за здравство е испратен преку нашите дипломатски конзуларни представништва во болниците каде што се сместени овие пациенти. Како што каже и Министерот за здравство, имаме најави дека ќе продолжи постепено враќање на пациентите кои што се веројатно би можело тоа се класифицира во најдобра здравствена состојба од тие кои што се надвор од државата, но не би прејудицирале сега точно затоа што тоа е процес кој што е динамичен и кој што пред се е базиран врз основа на одлуки на стручните медицински лица надвор од државата и стручните медицински лица кои што ги имаме тука во државата. Неко Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во тема на денот во дневникот на Сител зборуваше и за солидарноста која ја покажаат државите од регионот и од Европа. И овие гестови на солидарност, јас секаде ја упатував и таа порака во последните денови во нивните медиуми, е дека ние сме благодарни на нивните влади, но сме благодарни и на нивните народи кои што овие деца и нивните семејства ги примија со отворени раце и покрај сите разлики кои што со дел од соседите природно и ги имате, тоа е политиката. Некогаш има разлики и работите да ги надминете, но овој момент на солидарност е нешто што верувам дека нашата нација никогаш нема да го заборави. Ние веќе почнуваме да размислуваме како влада, како држава, како ќе најдеме соодветен начин и преку гестови, политички, практични, како ќе можеме да им се заблагодариме за она што навистина голем број држави го направија за нас. Проширена истрагата за трагедијата во Кочани. Претреси се вршат и во други објекти на истиот газда на дискотеката, а во полициска станица повикани се и членови на неговото семејство. Сопругата и ќерката на газдата на Кочанскиот клуб Пулс од вчера се во полициска станица во Скопје. Како што дознава Сител, од нив се одземени 5 телефони и документација важна за истрагата. Неофицијално тие се сомничат дека ја подигнале фалсификуваната лиценца од Министерството за економија. Од МВР потврдуваат дека превземаат серија мерки, но не откриваат детали. Извршени се претреси на 5 локации во Кочани и Скопје, при кои се одземени дополнителни електронски уреди и други докази за кои се издадени наредби за вештачење. Извршени се распити на лица кои би можеле да имаат определени сознанија, велат од МВР. Слично соопштение испрати и обвинителството. Во текот на денот јавното обвинителство ќе издаде наредба и до Управата за финансиска полиција за превземање определени дејства поврзани со материјалното работење на повеќе правни субјекти, осомничените и други лица, се вели во нивното соопштение. Како што дознава Сител, полицијата од утрово врши претреси во друг објект сопственост на газдата на клубот Пулс, а се врши претреси во просториите на државниот пазарен инспекторат во Кочани. За пожарот во Пулс официјално досега 34 лица се во притвор. Александар Спасовски, Сител телевизија.
Владата им дава рок на фирмите кои не ги исполнуваат условите за работа да ги отстранат неправилностите во така наречен мораториум за време кои нема да работат и нема да бидат казнувани. Меѓутоа, објектите кои се спорни не се само приватни, туку се и државни објекти, како градинки и старечки домови. Суштината е, сите оние кои што доставиле документи, а не ги исполнуваат, согласно водениот инспекцијски надзор од Државниот пазарен инспекторат, да ги исполнат условите. И државата ќе треба да има одреден период со кој што тие објекти кои што изминативе повеќе од 3 децении биле градени или да кажам крадени, треба да ги исправиме ние како влада и ќе го направиме. Од предшколска возраст, преку пензионерски домови, преку училиште и така натаму и така натаму. Со други зборови, кога се граделе или реновирале, во суштина се краделе. Тоа е суштината. И затоа менува кривичен законник со европско знаме, затоа што знае дека доаѓа влада која што има намера да работи, а тие кои што ја краделе државата и граѓаните да ги казнува и ние тоа ќе го правиме. Пријавата за исполнување на минимални технички услови за вршење угостителска дејност, пред да биде доставена како попратен документ во барањето за лиценцата, ќе треба да има потврда за незината веродостојност од Државниот пазарен инспектор. На 400 градежни фирми остануваат без лиценца по акцијата на Министерството за транспорт за проверка на условите во кои работат. Имињата на фирмите се јавно објавени, но тие ќе можат да се жалат на одлуката. На 73 правни лица за А изведувачи на градба, 228 Б изведувачи на градба, 9 А надзор на градба, 32 Б надзор на градба, 32 А проектирање, 78 Б проектирање, 7 Б ревизија на проектна документација, 3 А ревизија на проектна документација, 2 правни лица за управително одржување на објекти, 2 правни лица управител на градба и 13 правни лица за изработување на детални урбанистички планови. Не е целта да казнуваме, целта е компаниите кои што самите доброволно се согласиле на условите кои што ги предвидува законот, континуирано да ги исполнуваат истите, затоа што феноменот е дека во моментот на поднесување на барање ги исполнуваат условите, а потоа престануваат да ги исполнуваат. Во дел на квалитетна изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Не сакам да се створи погрешно мислење, нити паника. За секоја компанија посебно ќе се постапува и како ќе има информации ќе биде известена јавноста. Не треба се создава паника кај граѓаните, затоа што ќе одиме случај по случај, но ред мора да има. Согласно системските показатели, минималецот ќе биде зголемен, најави власта. На владина седница треба да помине одлуката минималецот, почнувајќи со мартовската плата, да биде 24.400 денари. Минималната плата ќе се зголеми согласно законот за 1.800 денари. На владина седница ќе се потврди најнискиот износ кој работодавачот е должен да го исплати и ќе изнесува 24.400 денари. Иако во законот стои дека минималецот се утврдува по претходно мислење на социјоекономскиот совет, истиот не е закажан, затоа што владината комисија се уште не е утврдила репрезентативноста на синдикатот. Еден закон кој е во сила, каде што синдикатите и работодавачите се усогласија, подпиша на тој закон кој што е во сила и до крајот на овој месец треба да се прават пресметките и да се утврдува минималната плата. Комисијата за формирање или утврдување на репрезентативност почна да работат за да се одбере кој синдикат исполнува услови за да биде репрезентативна и одма ќе го свикаме и економски социјален совет. Пресметките за плата се поднесуваат од 1 до 10, за да можат примањата да се исплатат до 15. Бидејќи има уште 5 дена за фирмите да ги пратат пресметките до УЈП, а мартовската плата мора да биде повисока. Се одбра вакво решение. Ако подоцна се постигне договор за повисок минималец, премиерот вели дека владата ќе го смени законот и ќе ги зголеми платите. Се надевам дека наскоро тој што ќе биде или тие што ќе бидат репрезентативни представници на работниците, заедно со работодавачите, ќе постигнат консензус. Ние рековме, тој консензус што тие ќе го постигнат, ние ќе го почитуваме. Нема проблем, ние ќе го промениме законот и ќе влеземе во дополнително нивелирање.
Минималецот се утврдува во март секоја година, во висина од 50% од просечната исплатена плата во декември и 50% од порастот на трошоците за живот. Според статистичките пресметки, најниската исплатена плата во државата треба да биде повисока за 1.800 денари. Барањето на синдикатот беше да се зголеми за дополнителни 6.000 денари, односно да изнесува 500 евра, со тоа што разликата во придонеси една година да ја покрива државата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Фудбалските репрезентации на Македонија и на Велс одигра нерешено 1-1 синоќа во